Денеска се полагаше првиот предмет од екстерното тестирање во августовскиот рок за сите ученици од основните и средните училишта. Овој термин го обезбеди Министерството за образование и испитната државна комисија за оние ученици кои поради оправдани причини не се јавиле на полагањето во јунскиот рок. Во основното училиште Марина Попиванова 11 ученици се пријавиле да полагаат екстерно тестирање, а од нив денеска полагаа само 8. Тројца ученици од непознати причини не се јавија на полагањето. Радува податокот, нели, законското решение кое го понуди Министерството за образование дека во наредните екстерни проверувања строго се дефинирани моментите кога ученикот може да биде отсутен од екстерно проверување, а сите оние кои неоправдано ќе бидат отсутни директно ќе бидат оценувани со негативна оценка, така да одговорноста на родителите, односно старателите на учениците и самите ученици се зголемува, а од друга страна училиштето сепак Марина Попиванова ќе продолжи со известувањето на учениците од огласна табла па се до телефонски јавувања или домашна посета, но на крајот се сведува одговорноста на самите родители и ученици да го прифатат екстерното проверување како реалност и како нормална работа која ученикот треба да ја спроведе. На 18 да спомнеме понеделник, тројца ученици имаме кои ќе го полагат вториот предмет, се известени кои предмети ќе ги полагат во понеделник. Во основното училиште Свети Кирил и Методи само еден ученик полагаше по еден предмет. Во средното општинско училиште Гошо Викентиев 7 ученика полагаа екстерно тестирање, а во гимназијата Љупчо Сантов денеска се пријавиле 11 ученика. Во основното училиште Раде Кратовче не се полагаше екстерно, бидејќи сите ученици навреме се јавија да полагаат во првиот рок кој беше предвиден во месец јуни. Во понеделник се полага и вториот предмет од екстерното тестирање, со што ќе заврши и овој дел од тестирањето, а учениците ќе започнат со подготовки за почеток на новата учебна